да придонесе уште повеќе или малку повеќе, би рекол, да се реализираат целите заради кои што постои Советот на Европа изминативе години од 1949 година до денес, но од друга страна исто така како да направи се што е можно да се етаблира себе си како еден од доверливите и еден од посакуваните партнери на европската политичка сцена, бидејќи треба да бидеме искрени дека и нас ќе не оценуваат. Многу е важно Република Македонија како ќе се носи со тоа председателство. Постоја во историјата на Советот на Европа и примери на успешни и на помалку успешни председателства. Во таа смисла јас верувам дека кога ќе направиме евалуација на тоа што Република Македонија постигна во следните 6 месеци, односно во ноември, што постигна во минатите 6 месеци, ќе заклучиме дека сме успеале да придонесеме Советот на Европа да добие нов квалитативен исчекор, меѓутоа исто така сме успеали Република Македонија да прикажеме како држава која што достојно се носи со проблемите и со предизвиците на европскиот континент, како и големите држави впрочем. Ке доаѓаат многу парламентарци во Македонија, споменавме дека грчка делегација на грчки парламентарци доаѓа на 22. Каков е односот, каков е контактот еве со грчките колеги, без разлика од ново председателство или досега, и каков е воопшто контактот со европарламентарците? Колку имаат сенс за сето оно што се случува во Македонија? Бидејќи нели други се политичките изјави на говорница, други се контактите лични или работни, не е исто. Сепак политиката знае некогаш и да ги отврни луѓето. Колку имаат сенс за тоа што се случува во Македонија? Како не перцепираат? Да, тука отворивте практично две прашања за квалитетот на односите на политичарите, би рекол. Повеќе и јас многу повеќе можам да говорам во името на пратениците од Собранието Република Македонија со своите грчки колеги од Европскиот парламент и од парламентот, односно од парламентарното собрание на Советот на Европа, како и контактите со колегите од Република Грција кои што се дел од нивниот национален парламент. Во таа смисла, кога зборуваме за контактите на парламентарците од Република Македонија со парламентарците од Република Грција, независно дали стана збор за националниот грчки парламент, парламентарното собрание на Советот на Европа или Европскиот парламент, сметам дека со текот на годините доживува позитивни исчекори. Иако нивото на нашата меѓусебна соработка сепак не е задоволувачко на начин на кој што се одвива соработката со другите членови на другите парламенти на останатите европски и други демократски држави. Па во таа смисла колегата Николовски тоа убаво го спомена дека во рамките на парламентарното собрание на Советот на Европа нашите колеги пратеници остваруваат редовни средби со голем број на други пратеници, вклучувајќи и со пратеници кои што се државјани на нашиот јужен сосед. Истото се однесува и со нас, членовите на Македонското собрание. Ние редовно патуваме на заседанијата на Европскиот парламент како дел од Европската унија на неговите редовни заседанија. Ние остваруваме средби со членови, односно со европарламентарци од сите европски држави, меѓутоа остваруваме средби со наши колеги од Република Грција и јас сум задоволен во однос на динамиката на нашите меѓусебни среќавања и во однос на информациите кои што ги разменуваме, бидејќи мораме да бидеме искрени дека најголем дел можеби од проблемите кои што се појавуваат на меѓународната и во случајот на европската политичка сцена се должат на незнаење, на отсуство на контакти, на отсуство на меѓусебни на размена на меѓусебни информации, што од своја страна придонесува и да се укрутат ставовите. Па во таа смисла сметам дека во рамките на оние контакти кои што досега ги воспоставивме со колегите пратеници, било во рамките на парламентарното собрание на Советот на Европа или во рамките на Европскиот парламент, бидејќи наша делегација доаѓа на тие заседанија, учествува, ја следи работата, би рекол, но не учествува во практично во делот на донесувањето одлуките, бидејќи не сме членка на Европската унија. Имаме контакти, задоволен сум од нивната динамика, сметам дека успеваме да разменуваме мислења и се повеќе говориме за прашања кои што се од интерес за граѓаните, а не се она што се нарекува спор со името на нашата држава кој што го има Република Грција со Република Македонија. Например, еве имате состанок за, не знам, за човекови права или заштита на малцински групи или ромската заедница. Се успевали да се говори за она што е битно за секое едно општество или сепак прашањата кои што не разделуваат испливуваат на површина? Нашата цел, впрочем, како политичари и како парламентарци од Собранието на Република Македонија да
остваруваме средби, да имаме таква активност која што ќе значи еден чекор напред во одредена сфера за граѓаните на Република Македонија. И во таа смисла ние се обидуваме она што се нарекува билатерален спор да го трнеме на страна, укажуваме на тоа дека тој се решава онаму каде што му е местото во рамките на Обединетите нации, но не секогаш успеваме и не секогаш Република Македонија успева целосно своето време да го искористи за остварување на целите за кои што во моментот е дојдена одредена делегација пратеничка, министерска и така натаму, но морам да признам дека како што одминува времето, како резултат на билатералните контакти кои што ги имаме со нашите колеги од сите држави членки на Европската унија, па и со нашите колеги кои што доаѓаат од Република Грција, се повеќе се запознаваме, се повеќе дискутираме за теми кои што се дел од нашето секојдневие, впрочем тоа се и вистинските теми заради кои што не избрале граѓаните кои што очекуваат да бидат решени. Но сепак во оваа смисла, наспроти овој првичен оптимизам кој што го споделив, сакам да кажам дека сепак постојат уште голем број на сфери кои што треба да се развиваат кога станува збор за парламентарната соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција. Ние имаме парламентарна група за соработка со грчкиот парламент. Нашите колеги од Република Грција немаат група за соработка со македонскиот парламент. Ние се надеваме дека со текот на времето таквата ситуација ќе се измени и ние очекуваме како пратеници дека билатералните контакти на ниво на членови на националните парламенти помеѓу Република Македонија и Република Грција ќе продолжат да се развиваат уште повеќе во оној момент кога националното собрание или законодавната власт во Република Грција ќе одлучи да формира пратеничка група за соработка со парламентот на Република Македонија. Какви се коментарите од европарламентарците кои што доаѓаат во Македонија? Неколку пати имавме делегации кои што со собранието и со пратениците имаа комуникација, имаа контакт. Какви се нивните оценки за нашата работа, за работата на нашето собрание? Дали сме доволно добри, имаме уште многу да учиме, се носиме ли со европските парламенти? Да, Република Македонија со текот на времето станува, како што реков, и тоа ќе ни помогне ова претседателствување со Советот на Европа, иако станува збор за друга меѓународна институција која што е различна од Европската унија, но сепак целите на двете институции се исти. Република Македонија е членка на Советот на Европа и се надеваме дека многу скоро ќе биде членка и на Европската унија. И во таа смисла ние остваруваме редовни контакти, како со пратеници од парламентарното собрание на Советот на Европа, така и со пратеници од Европскиот парламент, со така наречените европратеници, како што ги именуваме тука. Јас како човек кој што ја води групата за соработка на Македонското собрание со Европскиот парламент, остварувам со моите колеги редовни средби со европарламентарците. Ние патуваме често во Брисел, но многу поважно, мислам, за нас е оние посети на европарламентарците во Република Македонија. На почетокот на оваа година ние имавме прилика да бидеме домаќини на десетина европарламентарци, дел од Комитетот за соработка со Република Македонија, но и дел од Комитетот за надворешна политика на Европскиот парламент. И мислам дека од денешна перспектива, неколку месеци по завршувањето на овие средби, можам слободно да констатирам дека Република Македонија и во иднина треба да се труди да биде колку е можно почесто домаќин на странски делегации, бидејќи ние на тој начин во најголема можна мера и сосема прецизно успеваме да доловиме што е Република Македонија и кој е напредогот кој што таа го има постигнато. Ние не велиме дека се е идеално, ниту дека нема големи проблеми, ниту дека нема големи предизвици кои што оваа држава треба да ги совлада. Впрочем, ние не сме членка на Европската унија, туку сме држава кандидат за членство во Европската унија, после голем број на реформи кои што треба да се направат. Меѓутоа, сметаме дека оваа држава го има постигнато тоа ниво на развој кој што ни овозможува да се прикажеме како сериозен партнер на европската политичка, на меѓународната сцена, и во таа смисла многу е важно таа вистина која што е реална, која што постои, да продолжиме уште повеќе да афирмираме, бидејќи во минатото мораме да бидеме искрени. За Република Македонија многу повеќе во одредени периоди се говореше во малку полоша смисла, а малку помалце се говореше во позитивна смисла. И заради тоа сметам дека задача на сите политички раководства, независно дали е извршна власт или влада, дали се пратеници во собрание на Република Македонија, е да продолжат со афирмирањето на Република Македонија како посакуван партнер на европската политичка сцена, како држава која што одговорно се носи со своите проблеми. Ние не треба да се заскриваме дека се идеално, но важно е да афирмираме оваа вистина, бидејќи Република Македонија на вистина
овие 20 години од прогласувањето на сопствената независност до денес направи сериозни исчекори во насока на натамошна демократизација, во насока на натамошна стабилизација на општеството и конечно во насока на сестран општествен развој. Постојат и голем број на други проблеми, како што кажав, меѓутоа тие не со таква природа за да се доведе во прашање одржливоста на македонската држава. Ниту пак се може од еднаш да се реши, како што кажав. Она што беше интересно во изминатиот период, а во однес